Ако до пред само еден месец оптимистички најавуваше дека разговорите се движат во добра насока и можно е решение, министерот за надворешни работи Бујар Османи ја менува реториката. Власта немала енергија за исцрпувачки преговори до недоглед со Бугарија. Им постави рок на Радев, Петков и Генчовска дека до јуни или крајот на летото ќе биде рокот до кога може да го блокираат интегративниот пат на Македонија. Ако преговорите пропаднале, тоа немало да значи непочитување на договорот за добрососедство или смрзнување на односите. Сепак Османи не кажува дали некој од власта ќе понесе одговорност за таквиот неуспех. Дека може би ова единствената и последна шанса за да се спасат односите помеѓу нашите две држави, затоа што сметам дека понатаму ќе има се помалку и се поразредена политичка енергија владата, но и целото општество да се посвети во едно прашање кое што толку троши и политичка енергија, но се разбира ги троши и граѓаните во овие континуирани циклуси на надежи и на фрустрации, и сметам дека сме должни да не ги изложиме граѓаните веќе на такви бесконечни фрустрации и разочарувања. Откако и опозицијата јавно побара македонските челници да бараат гаранција од официјална Софија дека нема да испорачуваат нови барања, Османи потврдува дека јасен документ испратен до Бугарија не постои, но се правда дека се што досега било разменето со Бугарија било во насока на барање гаранции. Првиот човек на ВМРО-ДПМН најавили дека власта продолжува да ја манипулира јавноста. Преговорите немало да почнат додека сите бугарски барања не се испочитувани и тоа да влезе во преговарачката рамка. Нема да почнат преговорите се додека целокупната преговарачка рамка ние не ја испочитуваме. Во таа преговарачка рамка ќе бидат вклучени барањата од страна на Бугарија. Вклучително интервенцијата во македонскиот устав. ВМРО-ДПМН нема да ги поддржи тие промени во македонскиот устав, бидејќи за тоа се потребни 2/3, токму поради тоа што немаме никаква гаранција. Но дали власта го најавува се поочигледниот дебакал кој не очекува следниот месец на Европскиот самит, кога Македонија според фактичката состојба најверојатно повторно ќе добие студен туш од Брисел. Роковите кои во последен момент ги наметнува Скопје се кратки, со оглед на тоа дека и во случај Бугарија да даде гаранции, нема да има доволно време за целата постапка да го помине законскиот филтер преку бугарското собрание. Но додека се чека одговор од Софија, Македонија се врти кон интензивен стратешки диалог со Вашингтон. Османи, кој го најави првиот состанок за 2 јуни, вели дека ова не требало да се гледа како алиби доколку повторно извисиме за ЕУ. Сепак се пофали дека Македонија ќе биде првата земја од Западен Балкан која ќе одржи стратешки диалог со САД.